Зошто трговците кај нас не ги почитуваат правата на потрошувачите како секаде во светот? Така е, празници се ближат, а во овој период од годината и потрошувачката е најголема. Меѓутоа, дали потрошувачите си ги знаат своите права и колку оваа година биле изиграни од трговците? Повеќе од Маријана Лончар од Организацијата на потрошувачи на Македонија. Добро вечер. Кажете ми, еволуиравме ли во делот на сопствените права? Почнали македонците да си ги бараат сопствените права? Секако да, ние с оглед на тоа дека веќе од 2000 година имаме еден закон за заштита на потрошувачи, па 2004 вториот, па значи тоа е надоградуван или со амандмански решенија. Сепак граѓаните и организацијата која постои од 96 година еве 20 години, пазарниот инспекторат, инспекторатите, институциите и така натаму, тешко се остваруваат, ќе кажам повторно, тоа е континуирана работа, зашто во Европа значи толку е динамично тоа право. Меѓутоа, еве ние, нели, како мораме да се едуцираме заради тоа што се поголем, значи, број на производи, услуги ни се нудат на пазарот, така да ние мораме да ги знаеме нашите права. Значи, не сите области се подеднакво опфатени и не имаат граѓаните не прејавуваат проблеми во сите области. Тие најмногу прејавуваат проблеми во доменот на купувањето, кај купопродажните договори всушност. Помалце се во доменот на финансиските услуги или да речеме во други некои домени како што е осигурувањето, делот, нели, исто финансиските услуги. Меѓутоа сепак и тука се отвара се повеќе и повеќе работа. Така да ова подрачје расте со проблеми. Телекомуникацијскиот сектор, ако се сеќавате години наназад, ја немаше агенцијата за електронски комуникации, нели, потоа се формираше. Агенцијата за храна исто така ја немаше, нели, подоцна се формираше. Невелан не беше заштитен. Меѓутоа како расте пазарот со производи и услуги, се зголемува обимот на понудата, така и потрошувачите нормално дека имаат одредени проблеми. Што е најпроблематично во моментот? Па ви кажам, имаме неквалитетни производи воопшто. Значи тие неквалитетни производи значи предизвикуваат проблеми. Ние очекуваме дека кога ќе купиме некој апарат, уред за домаќинство, дека тој ќе трае 20 години, 15 години, дека безпрекорно ќе функционира, меѓутоа за жал често пати се расипуваат. Па сега проблемот се ова најчесто е сега тука кај сервисерите, кој да го превземе, како да дојде сервисерот, дали ќе го сервисира еднашка, два пати, три пати до 6 месеци. Ако веќе до 6 месеци 3 пати се сервисира, четвртиот пат треба да се добие нов производ, односно тоа важи за време на гаранцијата. Ако му се дава гаранција од 2 години, четвртиот пат треба да добие нов производ. Секако дека на тоа не се сложуваат производителите и тука сега со измените на законот, очекуваните измени, веројатно ќе имаме одредени дискусии. Исто така граѓаните често пати ги носат директно на сервис своите производи без да знае трговецот, потоа од пазарен инспекторат се уваат и му велат граѓанинот се жали, така да тука има една мала, значи, дискрепанца, би рекла, во одговорностите. Секогаш трговецот е одговорен да го превземе предметот, односно, нели, производот, кога се работи за потрошуваш како физичко лице, зборувам сега. Јас ви благодарам за вашето гостување во Дневникот на Канал 5, а сите оние што ќе купуваат производи во текот на новогодишните празници како подарок или пак за себе, добро да го прочитаат договорот и сето она што им се нуди во гаранцијата, за навреме да знаат на што се, а не подоцна да се жалат во организацијата на потрошувачи, каде не често може да се помогне.